Добар ден, драги ученици! Јас сум Сашко Николов, наставник по оделенска настава во Општинското основно училиште Кирил и Методи, село Ровица, Радовиш. Денес, заедно со мене, ќе имате час по предметот Природни науки и заедно ќе обработиме наставната содржина одржување на здравието. Во текот на часот ќе научиме ученикот да знае како правилно да го одржува своето здравје, ученикот да знае правилно да одржува добра хигиена, ученикот да знае која исхрана е здрава. Едно од основните правила за одржување на личната хигиена е редовно миење на рацете и лицето. Во следните неколку примери ќе научиме како правилно да ги миеме нашите раце. Најпрво, ги ставаме рацете под млаз чиста вода, а потоа нанесуваме сапун. Ги триеме за да се создаде пена. Не заборавајте да ги исчистите и ноктите, палците, горниот дел од дланките и просторот меѓу прстите. Ги триеме рацете најмалку 20 секунди. Потоа ги плакнеме под млаз од чиста вода и на крајот ги бришеме со чиста крпа или со хартија за бришење на раце. Драги ученици, треба добро да запамтиме дека миењето на раците треба да го правиме повеќе пати во текот на денот. Задолжително наутро и навечер, пред секое јадење и кога ќе се вратиме од прошетка со нашите другарчиња или од играта со нашите другарчиња. Покрај миењето на рацете и лицето, во делот на одржување на хигиена, битно е да ги редовно миеме, односно четкаме нашите заби. Чувајте ги вашите заби здрави. За да бидат здрави, не треба да јадете често храна што содржи многу прости шекери, односно да избегнувате да јадете чоколада, бомбони, засладени сокови и други сладки работи. Четкајте ги забите најмалку 2 пати дневно, наутро и навечер, а пожелно е и по секој оброк. Ученици, доколку се придржуваме кон овие совети, нашите заби секогаш ќе бидат здрави. Покрај личната хигиена, за нашето здравје, многу важна е и здравата храна и здравата исхрана. Постои една така наречена пирамида, која ни ги покажува 4 главни групи на храна. За да имаме балансирана и здрава исхрана во текот на денот, треба да консумираме храна од сите 4 групи. Оваа храна треба да биде поделена на 3 главни оброка и 2 ужинки. Доручек, ручек и вечера, помеѓу главните оброци се ужинките. И едно битно кое што треба да го знаеме е тоа дека временското растојание помеѓу 2 главни оброка треба да биде најмалку 4 часа. Кои се групите на храна кои ние треба да ги внесуваме секојдневно? Тоа се јаглехидрати, протеини, масти, витамини и минерали. Најпрво ќе ги видиме јаглехидратите и нивната задача во нашиот организам. Јаглите хидрати ни го даваат најголемиот дел од енергијата, што ни е потребна за функцијата на нашето тело во текот на денот. Храна која содржи најмногу јаглехидрати е лебот, оризот, компирот, интегралните производи, овошје, зеленчук, мешункасти плодови, природен мед, чоколадо, бел шекер и многу други продукти. Покрај јаглехидратите, нашата храна треба да биде богата и со протеини. Сите мускули,
Органи и ткива се создадени од протеини и затоа протеините имаат важна улога во нашиот секојдневен живот. Протеините заздравуваат рани, го регулираат шекерот во крвта и неутрализираат бактерии. Најважно е дека протеините ни помагаат да растеме. Која храна е богата со протеини? Тоа се јајцата, рибата, белото месо, црвеното месо, гравот, бадемите, оревите, лишниците, семките од тиква и многу други производи. Покрај јаглехидратите и протеините, дневно треба да внесуваме и продукти кои што содржат доволно масти. Здравите масти имаат витално значење во исхраната на децата и тие не треба да бидат строго ограничени. Во текот на детскиот раст и развој, мастите помагаат во градењето на нервните ткива, вклучувајќи го и мозокот и хормоните. Исто така, се важно енергетско гориво. Мастите имаат исклучително значење за искористување на витамините А, Е, Д и К. Продукти кои што содржат најмногу масти се путерот, млекото, маслото, сирењето, маслиновото масло и сончогледот. Исто така, и оваа исхрана која што содржи масти треба да ја имаме на нашето дневно мени, односно да ја консумираме секојдневно. Сега, видовме дека главен дел во исхраната е тоа да биде богата со јаглехидрати, протеини, како и со масти. Но исто така, за да имаме избалансирана исхрана во текот на денот, битно е да внесуваме и витамини и минерали. Витамините и минералите се многу важни за нашето здравје. Витамините и минералите од овошјето и зеленчукот ни помагаат да бидеме здрави. Затоа, битно е во нашата исхрана што почесто да има и зеленчук и свежо овошје. Храна која содржи различни витамини се свежото овошје и зеленчукот, и тие имаат најбогат витамински состав. Витамин А е важен и за видот. Тој директно е одговорен за процесот на формирање на сликата околу нас. Витаминот А ни овозможува добро да гледаме, го има и во темнозелените и жолтите зеленчуци, како што се морковот, дињата, компирите и други некои производи. Витаминот Д ни е потребен за да имаме здрави коски. Витаминот Д го имаме во рибиното масло, јајцата, млекото, а витаминот Д се создава и тогаш кога телото ни е изложено на сончева светлина. Витамин С не штити од болести, како што е, например, грипот. Храна богата со витамин С е црната рибизла, цитрусните плодови, јаболката, вишната, а исто така витаминот С го има и во зеленчукот. И тоа најмногу во карфиолот, брокулата, зелката, доматот и пиперката. Драги ученици, покрај здравата исхрана, внесувањето на доволно јаглехидрати, протеини, масти, како и минерали и витамини, за нашето здравје е доста битно и внесот на водата. Односно, доволно количество на пиење на вода во текот на еден ден. Пијте вода и бидете здрави. Водата е многу важна за нашето здравје. Редовното пиење повеќе чаши вода ги зголемува концентрацијата и отпорноста кон разни заболувања. Водата придонесува за добро ментално и физичко здравје, како и за здрав изглед на нашата кожа. Препорачено е децата на оваа возраст дневно да внесуваат од
1 до 1,5 литар вода. Односно тоа значи дека на телесна тежина од 25 килограми е потребно да се пие 1 литар вода. Треба добно да запамтиме дека дневно треба да пиеме од 1 до 1,5 литар вода. И сега, на крајот, ќе видиме дека за нашето здравје е битно уште нешто, а тоа е физичката активност. Претходно научивме дека хигиената и здравата исхрана имаат големо значење за нашето здравје. Но покрај ова, исто така еден од најзначајните фактори е и редовната физичка активност. Со физичка активност до подобро здравје. Во здраво тело, здрав дух. Зато, ученици, доколку сакаме да бидеме здрави, спортувајте, вежбајте, возете велосипед, пешачете во природа, играјте со другарчињата и на тој начин ќе го одржете вашето тело здраво, а и ќе придонесете општо за вашето здравје. Да запомниме. Консумирајте разновина и квалитетна храна. Јадете редовно, без брзање и во пријатна атмосфера. Одделете доволно време за вашиот оброк. Пијте многу вода, таа е многу важна за одржување на сите функции во организмот и не може да се замени со никакви газирани пијалоци. Имајте редовна физичка активност. Драги ученици, ова беше наставната содржина одржување на нашето здравје. Се надевам дека научивме дека битно за нашето здравје е да имаме редовна и избалансирана храна, да одржуваме лична хигиена, да пиеме доволно количество на вода во текот на денот и секако да имаме физичка активност најмалку од 15 до 20 минути во текот на денот. Доколку се придржуваме до сите овие насоки и совети, ние секогаш ќе бидеме здрави. Ви благодарам. Бидете ми поздравени.